Благодарам, Безна Роза. Со овој амандман бараме преку Министерството за животна средина да се определат од буџетот на Република Македонија 3 милиони денари за чистење на коритото на река Радика, и тоа механичко чистење. За ова сакам најпрво да го запознам и министерот, бидејќи овие пари ги бараме веќе 4 години, јас ги барам, 9 години ова власт е во Македонија, и секако го споменав дека барам од буџетот, иако Миле, колегата спомна, би требало да бараме од некој друг раздел, а верувам дека сите ќе се сложите, а и ќе му помогнеме на министерот, бидејќи во Република Македонија има закон за потекло на имот, и од тој закон за потекло на имот на непријавениот приход 70% се слеваат во буџетот, и предлагам да овие амандмани барем во Западна Македонија, бидејќи токму толку ми се сите 30 амандмани кои што ги имам за Западна Македонија, и тогаш сигурно колегите од ДПА ќе бидат задоволни, ќе бидат и македонците кои што живеат во тој регион задоволни. Ако од провизијата што ја премиерот зеде од кинезите од 25 милиони евра, овие 70% ќе бидат доволни да ги покриеме сите овие амандмани кои што ги барам да се пополнат. Инаку за ваше запознавање, сето ова што го бараме, бидејќи овде од страна на пратениците беше кажувано, а и од министерот, дека поголем број проекти биле од локален карактер и зошто не биле изработени на локално. Сите 30 проекти што се овде доставени, се преку министерствата, се проекти кои што се финансираат од буџетот на Република Македонија. И секогаш кога ќе бараме, како што наброја за Чешиново, Облешево, колку проекти биле направени, сметам дека министерот ќе дајде за сходно, ама од буџетот, колку тоа некои позначителни проекти во Западна Македонија во овие 9 години се направени, нека ги избројат и нека ги кажат. Само да не ја споменуваат тука продадената, односно поклонетата индустријска зона, да не ги споменуваат спортски сали 2-3 колку се направени, за кои што сите пратеници гласавме да се земе кредит, да не ги споменуваат оние работи, поправки на дупки по асфалтот што се правени преку Светска банка, туку да кажат што е тоа направено во Западна Македонија од буџетот на Република Македонија. Дури за ова што го барам за чистење механичко на коритото на река Радика, уште 2001 година се изедени 7 милиони марки донација, и проектот беше заеднички на италијанската влада и на владата на тогашниот премиер од ВМРО ДПМН Љупчо Ѓоргиевски. Од сите тие 7 милиона евра, кога ќе одите по течението на реката Радика, ќе ви кажат сите кои што живеат натаму дека изградени се 3-4 пречистителни филтри кои што од поставувањето не функционираат, и купени се само 3 камиончиња, оние со 3 колца што беа кинески чиви беа, за пренесување на ѓубре. Сето тоа е пројдено со тие 7 милиони марки, и сите оние работи за да се добие чиста вода за пиење, која што ќе може чиста Радика, е ставено под тепих. Ниту е проверено каде се заминати парите, ниту е проверено како се потрошени, дали се потрошени, и поради тоа, почитувани колеги, вие можеби не сакавте да има транспарентност во трошењето на парите, ама таа транспарентност кога тогаш во оваа држава ќе биде потребна, бидејќи ниту знаеме владата колку троши, ниту знаеме општините колку трошат, ниту знаеме каде и колку и како не задолжуваат и за што се трошат парите. Токму заради тоа беше барањето за транспарентност на трошењето на парите, посебно оние од буџетот. Што се однесува за ова механичко чистење, срамота е 4 години да бараме за онаму каде што се фалиме дека имаме национален парк, да не се одвојат 50.000 евра, почитувани колеги, се само за чистење механичко
на реката Радика со цел да може истата таа да биде барем за рибарите проодна и за да може кога одите надоле да не гледате фрлени олупини од и разно ѓубриште и смет кои што се фрлени по течението на реката Радика. Токму заради тоа сметам дека после 4 години би требало министерот да смогне сили за тој регион да помогне за овој амандман, бидејќи парите се и треба да се трошат од буџетот, а ќе помогнеме како да се полни буџетот и да не се фалат овде со проекти, бидејќи многу добро знаеме дека сиве овие години она што значи капитални инвестиции во Република Македонија кои што ни ги прикажуваат во буџетот, тие, почитувани колеги, секогаш се скоро исти колку што е дефицитот на буџетот на оваа влада. И да некој ни кажува дека само преку дефицити е оваа влада задолжена за овие години преку 1,7 милиарди евра. И да не знаеме каде се и колку потрошено, колку коштаат тие проекти кои што се изградени, значи или ние не сакаме да бидеме прави пратеници па да им пренесеме на нашите кои што не гласале дека ова е изградено со толку пари, ова е изградено со тие и тие средства и се донација, се од буџетот на Република Македонија или ред други работи. Затоа кога кажуваме проекти и пред граѓаните да им биде јасно, оваа влада капиталните инвестиции кои што се предвидени од буџетот ги троши за се друго, а она што треба да се користи за сите, а тоа се патишта, чистење на корита на реките, одводни канали, да се изградат соодветни капитални објекти кои ќе им користат на сите, сите тие се финансираат со кредити, сите тие се финансираат со заеми, впрочем, како и оние кои што сега ви доаѓаат на пораки, каде што повторно државата треба да се задолжува. Затоа, почитувани колеги, сакам да допринесам во ова, бидејќи проектите кои што ги кажа Груевски кога одеше од врата до врата, од село до село, посебно во Западна Македонија. Верувам дека се она што го вети капиталните инвестиции кои што ги предвидел министерот во буџетот за 2016, сигурно дека нема да му стигнат. Затоа и предложив од таму да земаме пари, за да можеме колку толку да го крепиме буџетот онаков како што е. Сметам дека амандманот е на место, дека амандманот е бидејќи се наоѓа во место каде што сите се гордееме со чиста Радика и се наоѓа во националниот парк низ кој што проаѓа реката. Затоа, кога некој ќе дојде во национален парк, кога ќе види нечиста река, во тој момент сите знаеме што помеѓу себе тие самите ќе си помислат. А иако, покрај овој амандман што го поднесувам, барам и да проверат каде се потрошени, како се потрошени и да не кажуваат била таа влада, била таа влада. Вие сте влада 9 години, парите се трошени 2001 година, добиени се од италијанската амбасада и влада и за истите треба да има отчет дали се потрошени, дали за она што се наменети се потрошени и дали она што го направиле е во функција и служи на намените за кои што истите пари се потрошени. Благодарам.